Токму така, благодарам Јована. Повеќе од спорт, нешто што веројатно во ова секојдневие ни е потребно на сите, пред се поради онаа смиреност што ја има како спортска дисциплина. Вештина за здрав живот, баланс, дисциплина, самоконтрола, се предностите кои што ги има аикидото, ова спортска дисциплина. Исто така е значајна бидејќи придонесува за подобрување на физичката кондиција, како и за координација, развивање на смиреноста, самодовербата. Се темели на самоодбрана, контрола на движењето, без агресија и непотребна сила. Аикидото е наменето за сите возрасти, без непотребна употреба всушност на сила. И исто така неговата филозофија се базира на почит, хармонија на помеѓу телото и умот и контролата. Јапонската боречка вештина во Куманово со години ја негува клубот Агацу, односно семејството Скрчевски. Се обидува љубовта кон овој спорт да ја пренесе на различни генерации преку организација на низа семинари. Последната активност е токму тоа, меѓународен семинар по повод промоција на Иван Скрчевски, кој се стекна со називот Пети дан. Станува збор за значаен степен во оваа спортска дисциплина. Куманово за прв пат доби ваков аикидо мајстор. Паралелно продолжуваат да соработуваат и учат од своите колеги од соседна Србија. На самиот семинар присуствуваа и истакнати аикидо мајстори од Аикидо Федерацијата на соседна Србија. На оваа тема поразговаравме и со самиот Иван, но и со сите останати, па предлагам да во продолжение да слушнеме повеќе од изјавите. Јас после 25 години работа добивам пети дан. Благодарен сум за тоа за сите, значи на моите учители, на мојата фамилија и на сите што ме поддржа ученици во ова, мојот пат и нашиот клуб. До четврти дан се полагаат степените за аикидо пред мајстори, од 5 до 8 се добиваат по заслуга. Значи, ова е мој прв степен што го добивам по заслуга и ширење на аикидо во општо во Македонија и пошироко. Големо искуство. Ние претежно организираме во клубот 1 до 2 меѓународни семинара и меѓународни семинари се наменети баш за тоа да научиме некои нови работи. Со оглед на тоа дека нашите технички советници се многу искусни и се нон-стоп во тек со нови работи, нови техники во аикидо и веднаш што нешто ќе се види на некој семинар доаѓаат кај нас и тоа го учиме овдека во Куманово, значи од прва рака. Ова се прилика единствена, да кажем, за Куманово, па и на крај за нас да промовишемо еден пети дан. Тоа е едно врло високо звање во аикидо, значи звање професора буквално, тако јапанци кажу, и тоа е велика стар. Тиме се веќе Куманово позиционирало како еден озбилен аикидо центар, да кажем, на мапи Балкана, не само, да кажем, Македонија, и дае велику наду за ширење аикидоа. Живимо у, znate sami, u surovom svetu, agresivnom. Aikido nije agresivan i veliki broj mladih ljudi se opredeljuje za to. Tim pre što Aikido može da se radi celog života za razliku od drugih borilačkih veština gde se ljudi tokom vežbanja i tokom tih međusobnih sukoba, borbi istroše i oni mogu da traju negde do 30. 40. godine u vrh glave, a Aikidom se bave ljudi koji su, boga mi, prešli i 70. Borilačka veština koja ti daje mogućnost da probaš, da ne budeš povređen, da čuvaš partnera i da partner čuva tebe. Mislim da je to već sam za početak vrlo dobar razlog. Nešto što može da se vežba bez presije i što može da vas opusti, što podiže tonus mišića, koordinaciju, drži vas spremnim i daje dosta mogućnosti i da upoznate druge ljudi, da se družite, da idete širom sveta. Да, можевме да слушнеме за предностите кои што ги има оваа спортска дисциплина и од самите изјави. Клубот Агацу од Куманово останува отворен за сите заинтересирани граѓани, нивни членови се дечиња од најмала возраст па се до повозрастни лица. Паралелно продолжуваат и со организација на самите меѓународни саеми, како и со одбележување на сите позначајни датуми токму со вакви спортски настани. Јована.